На самиот врв е Македонија според стапката на инфлација, меѓу последните според проекциите за економски раст. Споредбено со земјите од регионот покажуваат последниот извештај на Светска банка. Но за чудно чудо, ваквото позиционирање очигледно не ги загрижува властите во земјава кои понатаму тврдат дека инфлацијата се намалува. Тој оптимизам се чини доаѓа од коалицискиот фактор во власта, кој не се гледа оптимистички. Според Светска банка, проекцијата на економскиот раст за 2023 година за земјите од регионот е за Косово 3,7%, Црна Гора 3,4%, Албанија 2,8%, Босна и Херцеговина 2,5%, Србија 2,3%, Хрватска 1,9% и Бугарија 1,5%. Податоците на инфлацијски монитор за јуни 2023 година покажуваат дека инфлацијата во Македонија е значително поголема отколку во Европа, а најголемо поскапување има во угостителството, мебелот и храната. Така храната во Македонија поскапела за 14,6%, а во европските земји поскапувањето е за само 5,3%. За облажување на проблемот, опозицијската ВМРО ДПМН предлага ослободување од ДДВ на сите производи за човекова исхрана. Оттаму вела дека платите и пензиите се зголемени, но тоа не е ништо во споредба со зголемување на цените на храната. Инфлацијата е премногу висока, па потребно ослободување од ДДВ за храната со цел да се компензира намалувањето на животниот стандард и за да не се влијае на намалувањето на цените на производите. Реално најголем дел од платите оди за купување храна, а инфлацијата кај неа е највисока.